За каква варијанта сте вие, господине Петров, да остане Црвенковски или да се замина? Моето мислење е познато, јас сум го кажал тоа и јавно, сум го кажал и во разговори во партијата. Значи, Македонија е исправена пред најсериозниот предизвик од независноста на државата. Она што во 91 година беше повлекувањето на ЈНА од Македонија и сочувување на мирот во Македонија и создавањето на државата, и беше направено на мудар начин, благодарение на Глигоров и на Црвенковски пред се. Бидејќи ако Глигоров беше архитектот на независноста на државата, оној градежникот што го спроведе тоа на терен беше Бранко Црвенковски. И тоа беше направено на паметен начин, при тоа секогаш имало консензус за базичните прашања и имало уважување на различните гледишта помеѓу власта и опозицијата. Она што сега се прави е истото тоа од 91. Истото е со предизвикот од 2001. Можеби на 10 години или на нешто повеќе од 10 години се случуваат тие судбински моменти за државата, кај што треба навистина многу мудро за да се процени во кој правец ќе се оди. Мислам дека СДСМ нема право како предводник на една армија на луѓе. Заедно со оваа опозиција позади нас, ние освоихме на минатите избори повеќе гласови од власта. Бевме разединети, заради тоа не успеавме да ја добиеме власта. Сега сме заедно. Ситуациите во државата се уште полоши, не се подобри. Логично е дека уште повеќе ние ќе отидеме нагоре, тие ќе отидат уште подолу во поддршката кај граѓаните. Известна е победата на следните парламентарни избори. Треба да сме авантуристи за да направиме нешто што може целиот тој концепт кој е граден со многу работа, со многу труд, со многу упорност да го сруши. И без разлика на личното мислење на претседателот и она што јас имам разбирање за тоа што го вели во некои наврати, кога некој на неразумен начин ви се качува на глава 100 пати прашувајќи ве иста работа, ки си одители, а никој не го праша Никола Груевски кој изгуби во 2004 ки си одишли. Значи тоа е еден различен аршин со кој тотално не се согласувам. Мислам дека тука не се работи сепак за право на лична одлука, со целиот почит, дека секој од нас има право да ја донесе. Се работи за нешто што е многу посериозно, се работи за перспективите на државата и она што јас го гледам кај членството на СДСМ, а се сметам себе си за еден од најдобрите познавачи поради долгиот стаж во партијата и поради местото што го имам, нема расположение во членството на СДСМ да дозволи такво нешто. СДСМ на никого, па ниту на него ќе му дозволи во овој момент да направи таков некој потек, бидејќи позади него стои армија на луѓе, целосната доверба ја има од партијата, очекувањата се големи, позади нас сме земале судбини на луѓе кои ни се приклучиле, целиот опозиционен блок стои позади таа централна фигура во моментот во опозицијата и тоа ќе треба сите да го респектираат, вклучително и тој самиот, бидејќи дозволете едно лично мислење, лидер не може да биде секој. Значи, а за во оваа работа да се успее, треба да има тим и да се игра тимски. И тоа е моделот кој го создадовме и до крај ќе се залагам тоа да остане така да функционира. Нека се оваа власт промени, па потоа сме спремни да разговараме за сите модалитети.